Градоначалникот на општина Битола во текот на вчерашниот ден присуствуваше на средба во Министерството за животна средина, заедно со градоначалниците од Скопје, Тетово, Кичево и Кавадарци. Темата на средбата беше аерозагадувањето, при што беа посочени мерките кои можат да се преземаат во насока на намалување на истото. И општина Битола набави хемиски средства за прскање на улиците. Ние веќе имаме набавено хемиски материјали. Идниот период ќе пробаме да видиме каков ќе биде ефектот во Битола со прскање на хемиска супстанца која што би требало да ги привлечи PM10 частичките. Од искуството што го имаат градовите кои што работат со тоа, значи нема да има некои големи резултати, нема да има некои големи промени. За жал, ако имаше, ќе го направиме тоа во поголем обем, меѓутоа ќе пробаме да видиме во Битола како тоа ќе успее. Заклучоците се дека најголемо влијание на ваквата состојба има грејењето, сообраќајот, индустријата и климатските промени. Заклучок беше, според искуствата на многу градови кои што го решавале многу порано овој проблем, а некои имаат и добри резултати, дека всушност краткорочните интервенции не помагаат многу за решавање на проблемот. Значи, може да се случи, например, не знам, имаше идеи како да се заштити централното градско подрачје од сообраќајот или да се направи пар-непар, но се знае тоа кога се прави. Значи, знаете, ако има во континуитетен на епизода од 5 дена, значи тоа мора да се информира, но ако трае повеќе од 10 дена, таквата епизода со повисока ескалација на дозволениот минимум, односно максимум, тогаш веќе општините треба да преземаат одредени мерки кои што се од времен карактер. Значи тоа е пред се пренасочување на сообраќајот, слични на тој тип мерки, но долгорочните мерки навистина даваат добри резултати. Талески како долгорочни мерки за справување со овој проблем ги посочи топлификацијата, поставувањето на филтри во индустријата, регулирањето на сообраќајот со кружни текови. На крајот упати апел да се внимава на средствата кои се користат за грејење.